Иако не толку многу познати како во Македонија, вокално-инструменталниот состав Синтезис вчера во Овчарани предизвика многу аплаузи, но и силни емоции меѓу македонците кои живеат во Грција, а тие се собраа не само од Неринско и Воденско, туку и од Солунско, Енидже, Вардарско и многу други делови во оваа земја каде што живеат, но не можат докрај да се идентификуваат како македонци. Имаше и гости од Македонија и сите заедно уживаа во звуците на Синтезис, Сузана Спасовска и Елена Велевска, кои за прв пат атмосферата во Овчарани засветили ја направи исклучиво македонска. За разлика од другите години, воопшто не се пеа грчки песни и покрај обидот на мала група присутни со свирежи да ја намалат прославата на Илинден, сепак се мина во најдобар ред. По концертот на Синтезис започна традиционалното оро кое траеше се до раните утрински часови, се редеа Бисер Балкански, Земја македонска и други патриотски песни, со што и дефинитивно, тој е барем впечатокот на вашиот репортер, падна стравот од отворено представување на македонците, барем во овој дел на Грција. Празнувањето на Светилија има посебно значење во историјата на сите македонци затоа што сите големи работи за македонскиот народ се случувале на Илинден, вели архимандридот Никодим Царкњас. Светилија за македонство и гејзде на Македон значи доста големи работи. Зашто? Инденското стане се прави на неговиот празник. Аснов и другите големи работи што се правија за македонските работи, тоа се има причинност на овој празник. Сепак, како што јавивме вчера навечер и покрај обидите на локалните представници на грчките политички партии на префектурата во Лерин, каде што например градоначалникот е со македонско потекло, не мина се во перфектен ред. Имено екипата на Канал 5 не беше во можност професионално да ја заврши својата работа, затоа што со образложение дека немаме специјална дозвола за снимање во Овчарани, не можеме да замениме таму со службеното возило и со потребната видеоопрема. Токму поради тоа, овие снимки што ги гледате се направени од наши пријатели кои ги позајмија своите аматерски материјали за да играчите во Македонија и пошироко видат како се славеше во Овчарани на Илинден, кој поради различните календари кои важат во Грција и Македонија, овде се слави 2 недели порано. За инцидентот со Канал 5, чија екипа можеше да замине во Овчарани само туристички, се заинтересира и членовите на Европската слободна алијанса, која е четврта поред сила во Европскиот парламент, а која беше присутна вчера во Овчарани. Тие најавија можност за прекрашувањето на слободата на известувањето од страна на грчките гранични служби да зборуваат и на некои од наредните седници на Европскиот парламент. Од Овчарани, Горан Момировски. Да, Борче, те слушаме, иако многу тешко поради силните звуци на македонската песна што доаѓаат овде од централниот дел на селото Мелити по грчки или Овчарани по македонски. 50 на минути заврши спектакуларниот концерт на групата Синтезис, во кој што уживаа неколку луѓе од Овчарани и од Северна Грција, но и многу луѓе што се дојдоа од другите делови на Грција да уживаат во ретките моменти кога овде во Грција може да се пее и да се иде на македонска песна. Во моментов започна и она традиционално македонско оро, во се Елена Велевска, ако не се лажам, а во текот на вечерта имаше и изведба на најмладите фолклористи овде македонскиот Овчарани, кои што има прилика да се покажат тоа што го научиле во македонскиот фолклор. Инаку, да кажем и тоа дека Канал 5 телевизија вечерва овде пристигна без својата опрема, без своето возило, затоа што не ни се дозволено да влеземе во Грција со опремата на Канал 5, со професионалната опрема, со којато требаше да направиме репортажа од Овчарани, како што традиционално го правиме. Затоа ќе бидат известени европските парламентарци, Европскиот парламент и други институции. Во пријател, седмоко разговарам и со Гинтер Даулен, директор на Европската слободна алијанса, кој што заедно со неколку представници од Брисел овде присуствува на прославата на Светилија или Илинден, кој што во Грција се слави 2 недели порано од Македонија поради различните календари. За сега нека биде тоа се. Потекот на утрешните информативни изданија на Канал 5 ќе можеме да дадеме повеќе информации, се надевам и подобра слика за она што вечерва се случуваше овде во Овчарани.